Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација. Ова емисија започнуваме со вест која што пристигнува од Гевгелија по интервенциите и целосната реконструкција на хируршки сали во Гевгелиската болница, но и зафати на другите оделенија и оддели во болницата. Што конкретно е превземено како чекори и финансирано од страна на Министерството за здравство, слушаме изјавата на првиот човек на Министерство Венко Филипче. Навистина ми е драго што сме денеска во Гевгелија со еден вака убав повод, а тоа е да пуштиме во употреба целосно реновирани простории од Општата болница Гевгелија, која со години наназад е позната по својата експертиза, специфичните методи кои што се извршуваат и лапароскопски и во другите сфери, за што се пионери во делот на имплементирање на овие методи во општите болници ширум државата. Од денеска ќе биде ставена во функција новата операциона сала после 60 години за прв пат во ова општа болница, направена по највисоки стандарди, со соодветни градежни карактеристики во делот на инфраструктурата, најсовремен апарат за анестезија, најсовремен апарат за лапароскопска хирургија и најсовремен хируршки стол. И ова е само едно од низата на реновирања кои што беа направени изминатите повеќе од 2 години во оваа болница. Сега се целосно реновирани повеќе оделенија, опремени со нови болнички кревети за да пациентите може да имаат пријатни услови за време на лекувањето, а секако и докторите и сестрите и помошно-техничкиот персонал да работат во пријатни услови. Нас ковид кризата ни покажа и излезе на површина колку е важно здравството како систем. Покажа здравствените работници што значи да се одржи стабилноста на целокупниот систем, но и на државата во изминатиот период. Сакам да им честитам на сите вработени начело со директорот тука во Гевгелиската болница, поради тоа што уште на почетокот на кризата беа максимално вклучени во епидемиолошките мерки, анализи, влезот на границата тука во нашата земја, понатаму тестирањата и секако третманот на огромен број во еден момент пациенти позитивни на COVID-19, тука сместени лекувани и во модуларната болница и во делот на останатите оделенија. Во еден момент таа бројка достигна дури 50 пациенти. Ке продолжиме понатаму да работиме, да ја унапредуваме и болницата во Гевгелија и целокупниот здравствен систем до крајот на годината. За прв пат оваа болница и овој регион ќе добие апарат за компјутерска томографија, што многу ќе го олесни пристапот до ова испитување, а за следната година ќе значи унапредување и на превентивните програми. Ќе продолжиме со зголемувањето на платите, благодарение на оваа влада, на поддршката на премиерот, близу 30 милиони евра во изминатите повеќе од 3 години се вложија за зголемување на примањата на здравствените работници во нашата земја. Драго ми е што се помалку лекари патот го гледаат надвор од нашата земја и сакаат да работат тука во нашите јавно-здравствени установи. Благодарам. Колку е значајна реконструкцијата на хируршките сали во Гевгелиската болница, но што и се превземени чекорите за реновирање на останатите оделенија и колку истите ќе значат подобра диагностика, превенција и лекување на пациентите во Гевгелија и микрорегионот на општина Гевгелија, ја слушаме изјавата на првиот човек на Гевгелиската болница Митко Крџев. Сакам да се заблагодарам на премиерот Зоран Заев и министерот Венко Филипче за нивната посета, кој што значи всушност еден увид и проценка на она што сме го работеле овие 4 години во нашиот мандат, а посебно интензивната реконструкција и градежни работи со набавка на опрема во последните 2 години. Пуштењето во промет во функција на новата хируршка сала, заедно со реконструираното оделение, како и новото невропсихијатриско оделение, значи стварање подобри услови за престој на пациентите, што значително ќе го олесни нивно престој овдека во болницата. На тој начин всушност градиме стандарди во кои што мора да бидат запазени со цел во понатаму да не биде и како повод за достигање на уште повисоки стандарди во однос на лекувањето, диагностиката, како и престојот на нашите пациенти. Јас се надевам дека нивните впечатоци, како и на останатите присутни, се поволни, па
Во секој случај, тоа го изразија и на оваа пресконференција. Ви благодарам. А колешката Ивана Вангелове подготви прилог како тече вакцинацијата во општина Гевгелија и според статистиките кои што располага Министерството за здравство и Центарот за јавно здравје, во податоците стои дека Гевгелија високо котира помеѓу градовите каде што има повисок процент на вакцинирани пациенти. Го гледаме прилогот на колешката Вангелова. Според статистиката на општата болница со проширена дејност Гевгелија која ги покрива општините Гевгелија, Богданци и Дојран, досега прва вакцина примиле 7398 граѓани од општините Гевгелија, Богданци и Дојран, додека ревакцинирани се 2321 граѓани. Заклучно со петок преку теренската вакцинација, прва доза вакцина против COVID-19 примиле 1268 жители и тоа од населените места Богородица, Стојаково, Селемнија, Милетково, Миравци, Давидово, Габрово, Петрово, Негорци, Кованец, Нов Дојран, Стар Дојран, Мрзенци, Прдеци, Смоквица, Николик, Црничани, Ѓопчели, Фурка и Ѓавото. Теренската вакцинација денеска продолжува во Богданци, а завршува утре во населените места Моин и Новоконско. Заклучно со сабота во пунктот во Гевгелија досега се вакцинирани со прва доза 7398 лица. Ревакцинирани се 2321 лице и теренски се вакцинирани 1268 лица. И понатомо продолжува теренската вакцинација. Имаме навистина зголемен интерес и за вакцинација и за прва вакцина без термин. Мислам дека ќе има изголемен интерес за вакцинирање на популацијата меѓу 12 и 18 години со Pfizer, така да према предвидувањата, така се одвива комплетно и вакцинацијата во Гевгелија. Населението не постаро од 60 години се вакцинира со кинеската вакцина Синовак, додека населението од 60 години нагоре со AstraZeneca. За децата и младите од 12 до 17 годишна возраст, имунизацијата е со вакцината на Pfizer, со согласност на родителите и добиен термин по претходно пријавување на апликацијата vakcinacija.mk. Метеоролозите велат дека влегуваме во портокаловата алертна фаза. Каква е состојбата на терен? Од колешката Вангелова. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека времето денеска во државава ќе биде сончево и многу топло, со мала до умерена локална облачност и со слаб ветер од променлив правец. Како што информираат оттаму, минималната температура ќе биде во интервал од 13 до 22 степени, а максималната ќе достигне од 33 до 39 степени. УВ индексот ќе изнесува 9. И во Струмица, а и југоисточниот дел следуваат многу високи температури и портокалова фаза на опасност. Времето до крајот на денот во југоисточниот регион од земјата ќе се задржи сончево и многу топло. Максималната температура ќе достигне во Струмица до 37, додека во Гевгелија и Миркапија до 39 степени. И во следните денови времето ќе биде многу топло со надпросечни температури за овој период од годината. На целата територија на нашата земја ќе биде активирано портокалово ниво за опасност од високи температури. Наместо вдолж по Вардарието и секако во долниот тек на Вардар, температурата ќе го надминува 40 степен. Така утре температурата во Струмица се очекува да достигне до 39, во Демиркапија до 41 степен. Во наредните денови и уште за степен, два повисоки дневни температури. Значи, вако топло време ќе се задржи натаму, известна промена, барем од сега гледано има нешто во вторник, која ќе имаме засилен ветер од северозападен правец, кој ќе донесе само краткотрајно освежување, инаку после тоа повторно се очекуваат на период со високи температури. Под влијание на топла воздушна маса од југ, времето во следните денови ќе биде многу топло со надпросечни температури за овој период од годината. Најтопло ќе биде од среда до недела, кога наместа вдолж по Вардарието температурата ќе го надминува и 40 степен и ќе биде активирано портокалово ниво на опасност од високи температури, најавуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Во продолжение слушаме изјавата на доктор Маријана Стојановска, која што ги опишува сите препораки зададени од Министерството за здравство, се со цел превенција на граѓаните од топлото време. Како што
објавија медиумите, следните 5 дена во нашата држава се очекуваат многу високи температури и тоа од периодот од 29.7. до 1.7. По тоа што на територијата на нашата земја се навлегува во портокалова фаза. Тоа е штетно, нели, за повеќе групи и за сите нас, и затоа се препорачуваат и се донесени одредени мерки кои треба сите ние да ги почитуваме. Пред се тие мерки се однесуваат за најранливите групи. Тоа се бремените жени и лица над 60 години, кои не треба да одат на работа. Исто така во установите каде што се згрижени децата, како што се градинките кои сега единствено работат, да не се практикува физичка активност и да не се изнесуваат децата надвор во периодот од 11 до 17 часот, кога уствари температурите се највисоки. Треба единиците за локална самоуправа, како што е нагласено во мерките, Црвениот крст и центрите за социјални работи да се достапни секогаш на терен, да се помага на лицата кои се осамени, кои не се згрижени, кои немаат никаква помош и исто така и на бездомниците. Треба да се нагласи исто така дека работодавците треба да ги почитуваат сите овие мерки во однос на заштита на своите вработени од високите температури. Што значи дека во периодот од 11 до 17 часот не треба да бидат изложени работниците од профилот кои излегуваат надвор или работат на отворено, да во тој период да не излегуваат надвор. Мерките треба да ги почитуваме сите, да се избегнува на отворено во периодот кој што го спомнавме. Време трајањето на мерките е предвидено да биде 4 дена, а со можност да се големи по потреба. Градинките исто така е препорачено да го регулираат своето работно време од 7 часот наутро до 15 часот, кога можат да се напуштат просториите и родителите да ги земаат своите деца. Сите правни субјекти кои вршат дејност на отворено, да ги сопрат сите дејности во периодот меѓу 11 и 17 часот. Да се остане повеќе за сите граѓани се препорачува повеќе да се остане во затворени, климатизирани простории и ако веќе е потребно и неопходно да се излезе надвор, да се прават почести одмори во сенка. Треба да се обрати внимание и на облеката која се носи, треба да се носи посветла облека, обавезно да се стават очила, капа за заштита на главата, се внесува помалку масна храна и иначе помалку храна, а да се обрне внимание храната да се состои од повеќе зеленчуци и повеќе овошје. Исто така течностите треба да бидат внесувани во поголеми количини отколку во нормална ситуација. Пред да се влезе во возило, важно е да се остави возилото еден период отворено, за да се проветри просторот внатре, за да може да се влезе безбедно во самото возило. И за хронично болните, исто така препораката е да редовно да ја земат својата терапија и да се консултираат со своите матични лекари доколку има потреба за тоа. И последна информација во ова издание на емисијата ТВ Ординација е веста која што пристигнува од општина Конче. Имено таму беше набавено амбулантно гинеколошко теренско возило со кое што на еднаш или два пати во неделата ќе пристигнува и ќе врши гинеколошки прегледи на сите жени и девојки од општина Конче, но секако и од микрорегионот на општината. Колку е истото значајно и колку и како реагираат жителите од населеното место, гледаме во наредниот прилог. Општина Конче во соработка со Министерството за здравство
По претходна побарана помош за изнаоѓање решенија за отворање на гинеколошка амбуланта во Конче и по предлог на министерот за здравство Филипче, општината доби можност да биде вклучена во програмата на Министерството за здравство за мобилна гинеколошка амбуланта за рурални жени. Програмата оперативно започна се спроведува во соработка со лицата ангажирани преку програмата на UNDP и општина Конче и назначено лице координатор на програмата од општината. Се започна со запишување на пријавените лица, односно девојките и жените од сите населени места на општина Конче, кои се пријавуваат и побараат интерес за добивање на бесплатно гинеколошки услуги во своето населено место. Во Конче започна и првиот термин на гинеколошките прегледи за лицата од Конче и Лубница и во рамките на истиот 15 лица, односно жени, добие бесплатен преглед од специјалист гинеколог и медицинска сестра акушер во специјалното возило мобилна амбуланта во дворот на здравствениот дом во Конче. Во рамките на програмата планирано е ваквите прегледи да се вршат 2 пати месечно, како и услуга резултатите од прегледите да се доставуваат лично до лицето во определено село. Ваквите мобилни гинеколошки услуги согласно програмата предвидено е да се даваат директно во секое село со цел да се избегна дополнителна потреба од превоз на руралните жени до местото на прегледот. Од разговорот со лицата кои првија добија оваа услуга за прв пат во Конче изразија големо задоволство од пристапот и понудената услуга. Ова беше и последна содржина која што ја подготвивме во ова издание на емисијата Тавординација. Останете и понатаму со нашиот канал. Се гледаме наредната среда со нови теми.